Од корените до цветот, тоа е мотото на 52-то поред издание на фестивалот на народни игри и песни Илинденски денови, кој што по 52 пат секако се организира во Битола. И кој друг ако не да ја замолиме организаторите, односно директорката на Центарот за култура Битола, Маја Андоновска Илиевски, да биде овде заедно со нас во нашиот градски парк и да позборуваме токму на оваа тема. Значи на лице место од Скопје, ама ќе не преселите со слика во она што се случува во Битола. Прво честитки за како да речам можноста 52 години да уживаме сите заедно, нели, во овој фестивал Илинденски денови. Колку е тоа важно всушност, Маја, за самиот град Битола и за Македонија? Па мислам дека Илинденски денови е најстариот фестивал во градот Битола, фестивал кој што се запишал во спомените на многу генерации битолчани, фестивал кој што кога ќе помислиш на јули во Битола секако дека го врзува со Илинденски денови. Еден фестивал и од моето детство на кој што дедо ми ме носел да ги гледам тие фестивалски вечери. И еден фестивал кој што пред 52 години започнал како идеја, едно семе кое што го ртеле да стави еден цврст корен, како пред се како фолклорни смотри, па како републички фестивал на фолклорни песни и игри. За денес да можеме со гордост да кажеме дека интернационален фестивал кој што го има сертификатот на ЦИЕФ и е единствен фестивал од државата кој што го носи тој сертификат, пред кој што одговараме и пред ЦИЕФ, фолклорната заедница светска, но и пред УНЕСКО. Фестивал кој што дочекува од 1000 до 1500 луѓе од земјава и од целиот свет. Фестивал кој има над 40 настани во деновите во кога што се случува, така што навистина со една гордост можам да кажам пред се како битолчанка, а потоа и како директор на фестивалот во изминативе 4 години, дека Илинденски денови е еден идентитетски фестивал врзан за градот Битола и не само за Битола, туку и за нашата земја, затоа што ова е фестивалот кој што ги собира сите ансамбли и сите фолклорни групи од нашата земја. Фестивал во кој што, освен она што луѓето го поврзуваат со традиционална игра и песна, е фестивал кој едуцира, фестивал кој инспирира. И тоа не само фолклорните работници, туку и филмските, театарските работници, тој музички свет, ликовните уметници, затоа што ние во склоп на самиот фестивал имаме интернационален филмски фестивал на етнографски филмови. Имаме 7 изложби, имаме театарски перформанс Популус на авторот Филип Петровски. Потоа имаме, баш вчера имавме промоција на книга и на документарен филм по повод 100 години од раѓањето на Тале Огненовски, тој е бардот на кларинетот во Македонија. Имаме семинар на традиционална музика и песна, детска ликовна работилница инспирирана од народната култура. Имаме со песна играни широк сокак, вечер на староградски песни, ехо дамарите, традиционалните фестивалски вечери кои што се случуваат на ракометното игралиште. Оваа година го имаме и големиот концерт на танец и Владко Стефановски, така што можам да кажам дека навистина ги собираме и најдобрите македонски групи, но морам да напоменам дека оваа година имаме и 7 групи кои што доаѓаат надвор од Македонија. Да не изумам, ќе ги прочитам. Полска, Шпанија, Италија, Колумбија, Јута Америка, Мексико и од Србија ни доаѓа една цинцерска група. Така што 7 групи од светот и сите домашни групи кои што и покрај оваа пандемија, бидејќи пандемијата навистина силно го погоди фолклорот изминатите 2 години, сите групи кои што обстоија, кои што се уште работат, се дел од нашиот фестивал. Така, на што Маја се сеќава кога ве носеше ти да вие, например, да подарите некој искуство? Јас се сеќавам и мислам дека секогаш ми се топли срцето кога ќе се сетам на дефилето по широк сокак. За мене тоа го означува почетокот на Илинденски денови и тоа всушност и го означува професионалниот фолклорен дел на фестивалот. Зборувам делот со песна и игра, затоа што сите овие манифестации кои што ги споменав се дел од навестувањето или од предпрограмата на фестивалот. Така што тоа дефиле кое што започнува од час кулата па завршува долу до ракометното каде што се отвора и свечено фестивалот, своевидно бил еден празник за мене. Меѓутоа, во изминативе години можам да кажам дека новите генерации овој фестивал ќе ги врзуваат малку поинакви спомени, затоа што ние освен тоа традиционално дефиле по широк сокак, ние секој ден во неколку пати на ден групите ги лоцираме на различни делови од градот и тие имаат свои мини настапи, мини концерти, така што цела Битола станува една голема сцена.
Офицерскиот дом, Старата битолска чаршија, Магнолија, Епинал, долниот дел после Офицерскиот дол, значи кај паркот во Битола. Така што на различни точки од градот ние постојано во овие денови, значи кога почнува тој дел со групите кои што доаѓаат од надвор и од земјата, постојано имаме едни мини концерти кои што пак од друга страна ние носат публиката во вечерните концерти кои што се случуваат. Така што верувам дека на некои спомени, нели од корените до цветот, јас имам едни спомени за овој фестивал, меѓутоа стеблото расте, пушта нови цветови. Мотото е дека не сме, овој фестивал не е нов, не сме ние тие кои што го започнале. Овој фестивал се темели на цврсти корени. На овој фестивал вредно работеле еминентни имиња од фолклорот. Нашиот стручен соработник Валентин Соклевски од Центарот за култура цел свој животен век го посветил на градење на овој фестивал. Бил, значи, дел од, да речам, првите почетоци од првите години на фестивалот, така што веќе и самиот Валентин вложува во едуцирање на нови кадри на кои што ќе го наследуваат фестивалот, затоа што ова е фестивал на кој што јас на вистина му посакувам уште наредни 50 години. Ова е фестивал кој што не смееме да дозволиме да ни згасне, заради тоа, не само заради големината на фестивалот и на настаните, туку заради духот, музиката, боите и таа фолклорна светска разгледница која што ни ја носи во нашиот град. И па ништо да им кажеме само на сите да дојдат во Битола, така? Секако, ние започнавме Започнавте завчера? Завчера со интернационалниот етнографски филмски фестивал, кој што можам да се пофалам дека во соработка со филмскиот фестивал во Нанси, Франција, навистина ни носи многу интересни филмови од целиот свет. Селекторот Тони Гламчевски, нашиот македонски новинар кој што живее во Нанси, Франција, е селектор на овој фестивал и навистина заврши прекрасна работа, така што до 26 публиката може да ни доаѓа на филмови, на изложби, на мултимедијалниот проект кој што го работиме со ансамбл Македонија посветен на традиционалната градска облека во Битола и на театарскиот перформанс Популус. А веќе од 26 било која сцена од градот и да одберат нема да сгрешат, заради тоа што навистина тоа ќе биде едно доживување и музичко, и емотивно, и фолклорно. Супер, супер. Моја ви благодарам. Благодарам и вас. И секако благодарам и за присуството овде, токму од Скопје. Јас ве поканувам да дојдете и директно од Битола. Може би и во камера. Може. Слободно. Ајде уште еднаш покана за сите. Ги поканувам сите гледачи, ве поканувам и вас како екипа во наредните 10 дена да ни дојдете во Битола и да бидете дел од најубавиот и најголемиот фестивал на фолклорни песни и игри Линденски денови, кој оваа година го слави својот 52-ри роденден. Благодарам. Благодарам.